Да зборуваме за парите. Пари ги употребуваме за да купиме храна, облека, предмети, за да плаќаме услуги, за да штедиме. Но покрај таа нивна очигледна улога, тие имаат и естетски и символички вредности кои што се приказ на доблестите и на моќта на државата која што ги издава. Како што знамето, грбот и химната се државни символи, така и националната валута е официјален представник на државите, на нивниот идентитет, изразен преку сликите и преку имињата на парите. Низ вековите, уште од римско време, на македонската почва се употребувале пари кои што се нарекувале денари, а подоцна и динари. Од тука дошол предлогот за името на нашата валута. Сепак, на нашите први парични единици не беше испишано името. Кога македонската држава ја прогласи својата самостојност во 1991 година, таа не беше монетарно самостојна и печатењето на парите требаше да се направи за многу кусо време и во најголема тајност. На Великден, 26 април 1992 година, беше прогласена македонската монетарна самостојност. Првите македонски пари беа пуштени во употреба. Споменикот Македониум, символот на непокорноста, борбата и на вечниот стремеж на македонскиот народ за слобода и за самостојна држава, беше представен на задната страна на сите парични единици. Сцената со тутунеберачите, мотив автентичен за македонското поднебје, е прикажана на предната страна на првите 6 бона. Различни еден од друг, единствено според бојата и според номиналната вредност. Боновите од 5000 парични единици го одразуваат модерното време. Жена која што работи на компјутер, додека на екранот се појавува текстот Република Македонија. Традицијата и културното наследство, представени преку црквата Света Софија, со дел од панорама од Варош или старото јадро на Охрид, се прикажани на најголемата вредност од 10.000 парични единици. Надоврзувајќи се на темата, на задната страна пред Македониумот е поставена сцена со традиционалното македонско оро тешкото. Автор на цртежите на ова издание, како и на серијата на банкноти од 1993 година, е уметникот Борче Тодоровски. Во таа 1993 година беше пуштена во употреба првата серија банкноти кои што го содржат името денар. Надоврзувајќи се на преодните парични единици, на задната страна на најмалата вредност од 10 денари е прикажан реалистичен цртеж на Македониумот, а на предната страна графички прецизно е придаден дел од Крушево, повторно нагласувајќи ја борбата за самостојна држава. Целта е преку архитектурата, која што е водачки елемент на сите банкноти од оваа серија, да се истакне гордоста на нацијата, прикажувајќи препознатливи обележја од Скопје и од Охрид, Самуиловата тврдина, црквите Света Софија и Свети Јован Канео, како и староградската архитектура од Охрид, црквата Свети Пантелеймон, Даут Пашчиниот Амам и Саат Кулата од Скопје. Во овој сплет од градби кои што говорат за животот на оваа почва е и старата зграда на Народната банка во Скопје, која што треба да потсетува на континуитетот во централно-банкарското работење во државата. Македонските книжни пари, кои што се употребуваат денес, за прв пат беа воведени на 5 годишнината од државното осамостојување, на 8 септември 1996 година. Изданието беше поделено на 6 парични вредности од 10, 50, 100, 500, 1000 и од 5000 денари. Во 2016 година, најголемата вредност, парата од 5000 денари, беше повлечена од употреба,
а вредносната структура беше збогатена со две нови банкноти од 200 и од 2000 денари. Нашите книжни денари се многу живописни и специфични и ги прикажуваат најзначајните предмети од македонското културно наследство. Тие ги отсликуваат најзначајните археолошки откритија, врвни дела од праисторијата и од антиката, како и икони, фрески и архитектонски градби од различни времења на македонската историја. Исклучок е задната страна на парата од 500 денари, каде што ја има единствената растителна представа. Изгледот на македонските банкноти од 1996 година е дело на ликовната уметница Билјана Унковска. Поновите книжни пари пак, со вредности од 200 и од 2000 денари, се дело на графичкиот дизајнер Ласко Ѓуровски. Така, најмалата вредност од 10 денари ја раскажува приказната за старите култови религии, преку приказот на статуата на египетската божица Изида и познатиот мозаик од крстелницата на епископската базилика во Стоби. Вредноста од 50 денари ја прикажува прекрасната уметност во византиска Македонија, односно на неа преовладуваат бакарната монета на византискиот цар Јустин II, урамена во декоративната арка од црквата Свети Пантелеймон од село Горно Нерези во Скопје и Архангел Гаврил, детаљ од олтарната фреска Богородица со Исус Христос на престол во црквата Свети Ѓорги од село Корбиново во Ресен. Карактеристиките на македонската градска архитектура се забележливи на парата од 100 денари, преку резбаната таванска розета од 19 век од албанска куќа во Девар и изгледот на градот Скопје во 16 век, прикажан на гравура која што се гледа низ прозорец од куќа. Детали и декоративни архитектонски елементи прикажува и банкнотата од 200 денари преку украсната керамичка плочка со Јошуа и Калеб, една од серијата така наречени винички икони од локалитетот Виничко Кале во Виница и детаљ од предната фасада на шарената џамија во Тетово. Вредноста од 500 денари покрај единствената растителна представа на познатиот македонски опиумски афион прикажува и златна посмртна маска од 6 век пред нашата ера од некрополата Требеништа кај Охрид. Представите на оваа пара ја раскажуваат приказната за погребните обичаи и заверувањата во далечното минато поврзани со најстарите жители на македонската почва, пајонците, како и со локалната архајска македонска аристократија. Црковната архитектура и сликарството во средниот век се забележливи на парата од 1000 денари преку приказот на детаљ од иконата на Богородица Епискепсис од 14 век од црквата Мали Свети Врачи во Охрид и детаљот од фасадата на Григориевата галерија од црквата Света Софија во Охрид. Богатата фолклорна ризница е прикажана на вредноста од 2000 денари преку невестинската носија од Прилепско поле од 19 век, од село Кривогаштан и Прилепско, и детаљ од натрешната декорација на позлатена чаша, позната под називот Ташче од 16 век од Скопје. Некогашната највисока вредност од 5000 денари ја раскажува приказната за христијанската преобразба на древното македонско божество Дионис, чијшто култ бил почитуван на македонската почва. Парата ја краси сликата на познатата тетовска Менада, бронзана фигурина на танцувачка Бахха, односно Мајнада, една од придружничките на Дионис. Прикажан е и детаљ од мозаикот на епископската базилика од древниот град Хераклеја Линкестицка кај Битола, на кој што се гледа пес врзан за смоквино дрво. Македонските банкноти се изработени од хартија со највисок квалитет, составена од 100% памучни влакна. Но почнувајќи од 2018 година, Народната банка за прв пат воведе и полимерни пари,
изработени од пластичен материјал кој што е и потраен. Тоа се најупотребуваните банкноти од 10 и од 50 денари, кои што и најмногу се оштетуваа, така што тие го задржаа стариот дизајн, а книжните пари со овие вредности не се користат повеќе. Содржејќи символи на македонската државност, култура и природа, македонските книжни пари уште од самиот почеток представуваат моќни амбасадори на нашата држава. Македонскиот денар е законско платежно средство во Република Северна Македонија, а единствено Народната банка има право да ги издава македонските книжни и ковани пари.